Ќе зборуваме за тоа како сега изгледа клиниката за детски болести, ќе се навратиме наназад, и како сега имаме еден светски лик и со што можеме ние се да се пофалиме и како ги следиме модернизирањата во здравството, се разбира. Но претходно да одиме на терен да видиме каде се имаме вложувања во здравството. Колешката Данче Азманова ќе информира за следново. Новиот клинички центар во Скопје треба да биде готов велат во 2020 година. А во текот на градба сега во моментот се скопските клиники кои што нормално ќе функционираат во Скопје, се реконструира и Универзитетската клиника по хируршки болести Свети Наум Охридски, се гради нов клинички центар во Штип. Данче Азманова има повеќе детали. Данче, повели. Да, Јована, всушност во моментов ние се наоѓаме и пред градската болница Свети Наум Охридски, која што по 80 години ќе биде комплетно обновена од темел во оваа болница, како што најави од Министерството за здравство, ќе бидат обновени покривот, лифтовите, салите за операција, болничките соби, а воедно и одделението за интензивна нега. На територијата на градот Скопје исто така во тек е и градењето на бункер во градската општа болница 8 септември, каде што ќе биде сместен новиот линеарен акцелератор, градба која што се очекува да биде готова веќе средината на оваа година. Инвестициите се не само во главниот град на Македонија, туку и во другите градови ширум државата. Имено една од покрупните инвестиции е изградбата на градскиот, односно на болничкиот центар во Штип, инвестиција во висина од 56 милиони евра, од која што бенефит ќе имаат над 200.000 граѓани од Источна Македонија кои што повеќе не ќе мора да доаѓаат овде во Скопје да се лекуваат, туку истото ќе можат да го сторат во клиничкиот центар во Штип, кој што се очекува да биде подготвен и опремен со најсовремена медицинска опрема веќе средината на следната година. Во моментов на територијата на Република Македонија исто така се обновуваат и болници во Струмица, во Велес, во Кичево, во Битола и во Прилеп. Јас накратко само ги сумирав оние најкрупните инвестиции во областа на здравството кои што ги најавија и од ресорното министерство, а за чија што доградба и набавка на нова опрема оваа година ќе се инвестираат 74,6 милиони евра. Студио. Данче, ти благодарам за инвестициите во моментот и оние кои што се најавуваат за оваа година 2017 во здравството. А ние одиме денеска да ставиме голем акцент на најмладите, односно на клиниката за детски болести, како што кажав, нашиот гостин е доктор Аспазија Софијанова. Комплетно нов лик на клиниката. Изминатите години дури вака кога ќе се навратиме наназад, не може ни да се присетиме како изгледаше во однос на колку светски изгледа сега и какви методи применивте и применувате и планирате да примените во иднина. Ајде да почнеме со тоа со колку одели може да се пофалиме денеска. Прво, добро утро на сите. Ми е многу драго што еве и неделава ќе ја почнеме со новини околу местото каде што мене и мојот стручен тим, од каде што и доаѓаме во утринава од Сабајле, практично разговараме, секогаш дебатираме, коментираме и даваме нови идеи како да го се повеќе подобриме здравствениот систем во делот на здавањето на здравствените услуги кај децата, односно како што рековте на милите и бебињата, бидејќи ние практично опфаќаме еден широк диапазон на услуги што ги даваме на дечиња од 0 до 18 години и секогаш знаете како се менуваат работите, се менуваат болестите, многу работи веќе се менуваат и она што еве и веќе се насетува на клиниката за детски болести е, како што и напоменавте, новиот лик кој што го добива клиниката се повеќе и повеќе во секојдневието. Тоа е последица на една стручна и тимска работа, морам да кажам, значи ништо сам човек не прави. Јас како човек кој што еве ја раководи клиникава заедно со моите колеги, најважно е она што ќе го добијам како фидбек од она што се гледа по светот, она што го работат колегите надвор кога одиме, кога шетаме по конгреси, кога посетуваме други болници, кога гледаме што тие прават, особено во делот каде што клиниката, како што рековте, носи еден наслов однапред, а тоа е универзитетска детска клиника. Значи, мораме академски да бидеме спремни да се соочуваме со новите предизвици, кои можеби сепак ќе не раздвоат малку од оние други нивоа на услуга што се даваат кај дечињата во
примарната здравствена заштита и во секундарната здравствена заштита. Значи мораме да се грижиме за навистина еден тренд кој вклучува во себе, како што еве ме прашавте, новини во делот на кардиологијата или раното откривање на вродени аномалии на срцето, но не само на срцето, туку раното откривање на аномалии и во сите останати органи. Напоменавме дека тоа е исто така доста присутно во последно време, или барем имаме аналитика и статистика што укажува дека мораме навремено да ги откриваме сите тие работи кои што можат понатаму да не доведат во ситуација како енигматични проблеми да ги решаваме покасно. Колку порано нешто се диагностицира, тогаш и превенцијата и лекувањето е многу поефикасно. Тоа е под број 1. Потоа сигурно дека напоменавме, минатата недела се сеќавате беше денот за одбележување на децата со малигни болести. Значи нешто што навистина исто е пак дел од универзитетската клиника во која условите во кои што тие дечиња престојуваат, исто така начинот и третманот, бидејќи тоа е малку специфична терапија, а веќе и днината на која размислување да биде и дел од клиниката за детски болести, тоа е трансплантацијата со матични клетки, односно трансплантацијата со коскена срцевина во која ќе помогне многу порано и многу побрзо кај овие деца да се доведе до трајно лекување, што е желба и на родителите. Потоа знаете дека настанува и направивме еден нов одел со новата систематизација, тоа е психофизиологија. Секогаш детето морате да го гледате мултидисциплинарно. Значи не можете само дека го боли тука или тука, тоа може да биде симптом на многу различни работи кои можат да бидат едноставно да не однесат во погрешен правец. Значи, приодот нивен мора да биде и од страна на психолог, дефектолог, еден цел тим кој ќе работи со фамилијата, кој ќе работи со проблемот кој настанал кај детето и на тој начин заеднички да помогнеме во неговото излекување. Еве го најавувам сега и отварањето на новата неонатална и педиатриска интензивна нега и терапија, која веќе завршена во градежниот дел и настапува периодот на нејзиното опремување од страна на турската интернационална компанија ТИКА, која навистина се зафати да направи едно комплетно реновирање, значи на тој одел кој сметаме дека е суверен и кој што сметаме дека ќе биде регионален центар или центар на експертност во регионот, каде заедно и со холандската амбасада, за кој благодарам, и со германската амбасада, на кој исто така благодарам, и колегите осозна, односно видоа дека би можеле да направиме еден дел во кој што ќе може да имаат доверба родителите, кога ќе имаат критично болно дете, критично болно новородено, особено оние кои сега се раѓаат, знаеме, пред време. И тоа ќе биде еден период каде што, односно период кога ќе ве поканиме и вие да бидете дел од директниот линк кога ќе биде и отварањето. Го очекуваме некаде за месец дена. Малку се продолжија работите. Очекувавме и порано, меѓутоа со оглед на специфичноста на самата градба, со тоа што мораме комплетно да реновираме дел од работите кои се исто така застарени, како што споменавте претходно, дека има работи кои се застарени, кои не смееме да дозволиме со отварањето на новата интензивна да има и минимална грешка, значи гасови, кислород, нова компресорска станица. Тоа се навистина специфики кои ги изанализиравме, направивме добар стратешки план. Без добар стратешки план немате добро стратешко планирање. Ова треба да биде за следните години и години и се разбира на тој начин во делот. Гледаме во позадината ви оди хеликоптер, тоа значи дека транспортниот дел мораме да го имаме исто така развиено до, да не речам, до перфекционизам, бидејќи навременото јавување од сите центри низ државата и од сите центри во регионот на некој дете кој навистина можеме да го транспортираме најбрзо што може до клиничкиот центар, односно до детската клиника универзитетска, ќе можеме да го реализираме и понатаму. И сега споминавте германската амбасада, кои што инаку се чести донатори кога е во поглед клиниката за детски болести. Исто така споминавте и новиот одел кој што сега веќе го подготвувате. Прашањето е следно. Колку ние сме подготвени да одговориме со опрема? Повторно наназад ќе кажам, имаше освен вложувањето од македонската влада во здравството, дополнително донации, голем број. Еве германската е една од нив, вие ќе ме дополните колку имаше. Колку со апаратура ние одговараме за болестите и ситуациите непредвидливи со кои што велите во едно последно интервју ваше дека за работи кои што сме можеле да прочитаме во странство се повеќе се случуваат и кај нас во поглед на болести. Да разграничиме две работи. Една е апаратурата, друга е знаењето за работењето со апаратурата и тука дојдовме до еден интересен момент одржувањето на таа апаратура, таа не работи сама.
Значи мораме да знаеме дека ние сме главниот фактор, докторите и работењето со апаратурата. Навистина добивме апаратура во последниот период од страна на Министерството за здравство, зашто навистина ќе ја уклопиме сега со новата апаратура која ќе ја исто така вклопиме во новата интензивна негитерапија, оној дел кој што е исто функционален и кој што сега исто така веќе работи, бидејќи клиниката си е во секојдневието, исто така со дел од опремата и од минатото и така натака, тоа ќе оди по одделенијата, кои што, како што ме прашавте, имаме 14 одделенија, бидејќи ние сме еден мини клинички центар. Значи имаме оддел за секој орган посебно, а интензивната ќе биде токму таа која што ќе ја имат новата апаратура вклопено заедно со донациите што ги добиваме и кои што очекуваме дека ќе бидат и знаеме дека се навистина авангардни. Значи имаме комплетно монитори за секое дете и тоа не е еден, туку 6, бидејќи знаете дека кога ќе мониторирате едно критично болно дете, треба секој дел од неговиот орган да ви точно да знаете како функционира, бидејќи и минимално отстапување од тоа, ако не го забележите и не го видите и не го почувствувате, може да значи некоја сериозност за самиот пациент. Морам да кажам и така и ги учам своите студенти. Значи опремата е навистина нешто што е тренд и во медицината и во светот. Без добра опрема не можете да интервенирате брзо, да бидете сигурни таа опрема дека работи добро, безбедноста, квалитетот, но сигурно дека вашето знаење, вашите 10 прсти, вашата желба да помогнете, а тоа особено го потенцираме на делот за интензивна, каде што имаме дел кој што е врзан со брзо реагирање. Или тоа на товарениот одел. Да, мораме едноставно да бидеме спремни, да знаеме и со таа апаратура како, еве веќе биомедицинските технолози кои ќе работат и на тоа, а веќе работиме на случај да имаме и вработен кај нас, кој што ќе работи на таа апаратура, бидејќи често пати знаеме како мора да се адаптира, рековме од 0 до 18 години, нема исто да се работи кај дете од 18 години кој е возрасен и дете од 0 месеци кој е бебенце мало, па и оние предремено родени од 500 грама, значи мора сето тоа да биде доведено до перфекционизам и работиме на тоа да ги избалансираме сите тие работи, бидејќи пак ќе кажам, довербата на родителите што треба да ја имаат кога ќе го донесат детето кај нас е најважна. Она што ќе излеземе да им кажеме кога ќе почувствуваат дека се безбедни, дека нивното дете е безбедно и кога ќе дојдат ќе знаат дека го довериле на право место. Мислам дека тоа е она кое што е најважно и кое што треба еве овој народ да го слушне, дека сигурно ќе го обезбедиме на детска клиника. Кога е во поглед семејството воведовте и комплетно нови измени дека не само мајката, туку и таткото може да биде присутен во самото лекување на клиниката, да бидат внатре заедно со дечињата. Ново и дека дозволувате животните да бидат еден дел од лекувањето на дечињата. Пак и тоа е дел од она, да речем, соработка што имаме со колегите кога одиме надвор, кога разменуваме искуства и кога гледаме како медицината е навистина еден прогресивен процес. Ништо не сме направиле ако останеме само на нешто кое што било со годините. Значи мораме да се надградуваме постојано. Како велат моите кирките, гледаме дека учиш, пак учиш, како да никогаш не си научила. Ама тоа е еден... Медицината е за цел живот учење. Медицината е дефинитивно за цел живот учење и тука мораме да го сватиме тоа и го знаеме. Значи, она кое што го кажуваат, ако порано да речеме имаше еден став дека е само мајката со детето, како што постојат институти за мајка и дете, што ете во иднина и сигурно универзитетската клиника ќе го носи тој да речам наслов институт, ама ќе биде за детето во кое што ќе можат и родителите, па понекогаш знаете како ние се врзуваме за бабите и дедовците, зашто и тие да не бидат дел од системот, ако детето се чувствува среќно, посреќно со нив. Кога веќе доволно има причина зашто е дојдено кај нас, а таа причина била болест. А во поглед на животните, тоа навистина многу, еве вака изненадува кога ќе го слушнам, би го слушнала негде дека во странство се применува и дека е одлично во борбата со некои болести како аутизмот и така натаму. Сега и кај нас. Да. Дали родителите го прифаќаат тоа, сите родители, дека можат и животни да бидат тука на клиниката додека детето се лечи? Опцијата е отворена, зборуваме за миленичиња практично. Значи ние веќе почнавме проект на одделот за онкологија пред 1-2 години, Златна рибка се вика проектот, во кој дечињата кои што лежат на тоа одделение имаат можност нели да имаат една рибка во нивната соба која со нивното движење и со убавата енергија што ја носат сигурно доведува и до позитивност кај самите дечиња кога се лекуваат со хронични
матични болести, значи не е само рибката или аквариумот кој знаеме колку исто така носи една позитивна енергија, мелиничиња зборуваме и за оние кои што ги чуваат дома. Дали тоа ќе биде куче, дали ќе биде маче, дали ќе биде нешто друго кое што особено ако треба да седи подолг временски период и ако на детето му предизвикува задоволство и ако сигурно тоа е проверено дека е се во ред со него и дека си ги има примено сите вакцини, дека во самата изолација собата на детето ќе причини многу поголема негова среќа и побезбедност во однос на прифаќањето на сето она што ние го правиме како медицина и третман, верувам дека заеднички ќе предизвика многу побрзо оздравување на дечињата и затоа и тој тренд веќе полека почнуваме да го применуваме. Воно тоа што веќе е докажано дека кај децата кои што имаат проблеми со говорот, аутизмот, како што го нагласивте, кој исто така во дело за психофизиологија веќе го третираме успешно на рано стимулативно делување, миленичињата на вистина имаат голем удел во тоа, а имаме и резултати од тоа. Доктор Аспазија, нас ни се малци и 15 минути, но нема да ми замери колегата од спортската редакција. Би сакала само ја споминавте трансплантацијата на матични клетки. Некои си 2 години интензивно се вршеше кампања дека треба матични клетки да се земат од новороденче, па нашите лекари не треба да се земат, па имаше поделени мислења дали треба, дали не треба. Сега, велите на клиниката, сте подготвени за трансплантација. Дали треба да се чуваат матични клетки, колку е успешна таа терапија и колку ние сме подготвени да се справиме со ета. Знаете како, пак ќе кажаме, нели медицината е тренд во кој размената на искуствата и она медицина базирана на докази, она кое што е најрелевантно. Знаете, секогаш постојат дебати и на тие дебати, конгресите каде што ги посетуваме активно, како колеги ги споделуваме на нашите стручни состаноци, тоа остана број 1 на клиниката. Значи, секој во својата област има право да го каже мислењето која ќе оди на некој светски конгрес, а кај мене постојано тоа се случува. И на тој начин мислам дека таа споделба на искуства можеме да и кај нас примениме. Да, има успех. Да, навистина покажува резултати. Секогаш треба да знаеме дека тоа е дел од надежта, која не смееме да заборавиме и не смееме секогаш да одиме со фактот дека не мора да значи дека ќе има успех. Не, треба да пробаме се, сигурно не експериментално, меѓутоа треба да се базираме на искуствата. Ние не сме богата држава, како што се другите држави кои се богати, па може тоа и да прават одредени фази на, да речеме, испитувања, но затоа можеме искуствата да ги пренесуваме и на таа медицина базирана на докази, која секогаш кажува како конечен резултат дека има многу повеќе бенефит отколку што може да нанесе штета, тогаш бенефитот сигурно дека ќе биде пренесен и на клиниката. А во овој конкретен случај бенефитот се гледа. Ви благодарам многу што бевте мојот гостин денеска. Ќе кажам повторно, малку ни беа и овие минути. Се надевам дека повторно со следна убава некоја вест, тоа отварањето на новиот одел на кој што не поканивте и кој што го најавивте, ќе се видиме.